Поради престојната кампања за предвремените парламентарни избори, Советот на општина Кочани денеска ја одржа 40-тата седница, на која на дневен ред беа поместени вкупно 7 точки. Пред усвојувањето на дневниот ред, координаторот на опозицијската советничка група, Лазо Митев, реагираше на неколку пропусти во записникот од 39-та седница, кои биле во спротивност од тоа што го видел на аматерските снимки од истата. Односно на записникот морам да констатирам во стилот на поранешната колешка Лилијана Арсова, обично ние никош не дискутираме, неколку пати сме дискутирале во овие одминати седници, дека записниците не се онака како што треба или не го изразуваат правото мислење на нас советниците или не се цитираат нашите ставови и дискусии. Иако не бевме присутни на таа седница, колкава е важноста да седниците бидат снимани и од самата општина и од медиумите, ќе го кажам однос на точките 1, 2 и 3, односно донесување на урбанистички план за поднаселено место за изградба на фотоволтаични централи за тракање општина Кочани за планскиот период од 2019 до 2029 година. Јас, председателя, имав прилика на вашиот Facebook профил да проследам кратка снимка, аматерска, не знам кој беше ставена, иако не беше со добар квалитет, меѓутоа сепак ме интересираше, пошто вие кажете дека ќе биде, дали радио Кочани или не знам. И констатирам дека не е точно наведено однос на точката 3. Ќе ја прочитам. Председателот на Советот го прочита заклучокот од Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на простор и заштита на животна средина и природата и отвори претрес под точката и заклучокот од Комисијата. За збор се јави Гордана Антова, која побара поединично гласање. И овде е наведено, точката беше ставена на поединично гласање, а членовите на Советот гласат. Дека не е така, јас имам прилика да ја гледам онаа снимка на кое што убаво се гледа дека точката беше ставена на гласање и поради тоа што не беше изгласана, не знам зашто не стои во записникот, беше побарано, не знам дали пауза и тогаш беше побарано дали од Георги Алексов или од Гордана Антова да биде ставена на поединично гласање. Не знам зашто не стои тоа, бидејќи седниците не се снимаат, пишениот збор останува и можеби после 10 години некој ќе сака да отвори да види зошто и која е причина. Па јас прашувам зошто не е напишано ово и од која причини кога опозицијата не беше присутна во оваа сала, истото не е наведено и зошто вие, колеги од СДС, кои имате апсолутно мнозинство, не успеавте да гласате и да изгласате истото. Инаку по усвојувањето на дневниот ред, советниците ги изгласаа предлог одлуките за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси за подрачјето на општина Кочани во рамките утврдени со тарифата од Законот за комунални такси и за ослободување од плаќање комунална такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност за подрачјето на општина Кочани за време на вонредна состојба. Потоа беа усвоени предлог плановите за дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2020 година и за изменување и дополнување на програми за развој на општина Кочани за период до 2020-2022 година. Предлог одлуката за проширување на средствата на буџетот на општина Кочани за 2020 година и предлог одлуката за користење финансиски средства од престојната резерва во буџетот на општина Кочани за 2020 година. Предлог решение за формирање комисија за процена и утврдување на висината на штети од природната непогода што го зафати подрачјето на општина Кочани. Инаку, откако на последната седница поради отсуство на медиумите, опозицијските советници одбија да учествуваат во нејзината работа, на ова прво Канал 8, потоа и телевизија Кочани ЛД, повторно ги вклучија камерите. И повторно, освен благодарност до нив што е упати советникот Јордан Димитров, никој ниту прокоментира зошто и од кои причини е променет ставот по ова прашање. Логична претпоставка е дека доаѓаат избори, па некој не сакал бранување во Советот.